Здраво на сите, добродојавте во уште едно видео на мојот канал. За да го поддржите каналот, притиснете subscribe. Денес снимаме нешто поразлично. Не правам ни тренинг, ни пергола, а тоа не е застанат проект, ќе продолжиме здрави во блиска иднина. Денес сум тука со еден македонски хип-хоп артист, Даруску. What's up, man? Поздрав до сите и сите што го гледат, што ќе го гледате односно ова видео. Поставете лайк, шери, subscribe и поддржете го каналот. Се разбира да се издигне YouTube-от наш на ниво. Дари, кажи ми, од каде ти дојде желбата за музика? Сега мислам, си да слушаме музика, си имаме некоја, не знам, секој си има свој жанр што слуша, али како баш се определи да бидеш артист и да ствараш музика? Претежно за хип-хопот станува збор, ме прашуваш, или воопшто за било каква музика? Не, како почна со снимање на песни, а после тоа понатака ќе отвориме како тема што ти е сега моменталната професија и така натаму и така натаму. Значи, главно сега да прашувам како усвари до таа идеја да почнеш да снимаш хип-хоп? Па претежно од слушање на хип-хоп артисти, како уште од мали нозе. Се разбира македонски и странски рап артисти. Претежно се целеше сцената македонска, кој што се Легијата, Страйк, Елди Пистолеро и многу други, Задаголот и слично. Така. Инспирацијата ми дојде од нив, бидејќи ми едноставно сме растани на улица. Деца израснати на улица, не сме дома да сме воспитани или да седиме на телефони, PlayStation и Значи баш оно old school. Да, баш old school живот, играње џамли, играње жмурка, едно друго, трето. Немало у тоа време да кажеш, ајде, јас да владеел интернетот, меѓутоа не сме имале можност да бидеме константно пред компјутери. Не е било тоа целта. Ретко, сега не дека јас сум, не знам, 1970 година, ама ретко у моето детство кој имал компјутер на дофат, зашто реално беше експенсив нешто што не може секој да си го дозволи. Тоа дете што имаше компјутер дома беше вау, знаеш што, има компјутер и сите бевме како оне ванземаљат за нас. Има GTA Vice City, така? Многу јасно, да. Или Counter инсталирано. Да, врхунца. Да. Претежно од многу мали нозе, хајде да кажам 6-7 години, кој што го напишав мојот прв текст, не може да се каже дека е текст, некој детски рим, едноставно кажано. Што тоа време дури можело да се декларира како стихотворба, не си знаел дека нешто твориш. Многу јасно, да. До моментот кога дојдов до поосознавање малце по-блиску со тоа како се пишува уствари и како се рецитира, секако во кој што ми помогна моментално нашиот снимател е задолжен за тоа, за да ми се објасни како уствари се пишува правилно и како се рецитира правилно. Стилот на пишување, како да ти биде полесно да фатиш ритам, секција и така натаму. Да, а кажи ми сега моментално, нели нормално ти продолжуваш, пишуваш текстови, верувам се уште. Што е тоа, односно каде све црпеш инспирација за да направиш еден текст? Што е тоа што те инспирира? Слушаш друг артист или како бараш тематика, можеби у книга, читање или каде е инспирацијата? Па види, инспирацијата е претежно обкружена околу мене, се зависи од тоа во каков муд си и што околу тебе се дешава. Инспирацијата претежно се црпе од природата и луѓето што се околу тебе. Ќе слушнеш нешто, ќе видиш некој што направи или ќе слушнеш нечија приказна. Било тажна, било среќна, било да не навлагаме по екстремни теми. Меѓутоа инспирацијата ми доаѓа од природата, од луѓето што ме окружуваат и може да се каже дека дел од некои книги прочитани, така минимално прочитани книги. Значи од она што го живееш фактички секојдневието. Па да, претежно да. Од секојдневието и сето она што го живеам и што сум го доживел и што сега го живеам моментално. Така. Инспирацијата претежно е од таа гранка, од луѓето што ме окружуваат. Кажи ми сега, пред извесен период излезе една нова песна од тебе. Мислам, според мене најпрофи нешто у твојата кариера што беше склопена со видео, значи стварно ептен беше аудио, све кај што треба да биде еден комплетен пакет.
Па кој ти помогна околу тоа? Дали ти требаше воопшто нечија помош за да оствариш такво нешто, како оствари конекции, кои луѓе ги побара? Значи, како едноставно дојде до реалност да го склопиш свето? Па, реално за текстот не можам да кажам дека некој ми помогна, текстот е пишан сам. Кант автор, браво, да. Кант автор, да, и аранжманот, музиката и битот се разбира, се го работеше Гокшата, односно нашиот битмейкер и продуцент. Поздрав до него. Во соработка со DJ Bono, за пошироката јавност да го знаат кој е. Така е. Видеопродукцијата Горас Неловски ја работеше. И искрено, детето стварно си ја знае работата. Да изгледа спотот баш. Конкретно за текстот, аранжманот и музиката ми помогна исто што ги направивме Гокшата и DJ Bono за да се склопи такво нешто. Текстот, како што кажав, го напишав сам. Околу текстот никогаш ништо не ми помага, затоа што сакам сам да си го Нормално, да. пишам текстот и сам, зашто претежно така си го доживувам уствари. Ако некој друг ми го пише текстот, не можам ниту да го изрецитирам, ни па го живеам нештото што ако некој друг ми пише текст. Така. Сега да преминеме на една тема што углавном сите ги интересира, односно голем број на луѓе можеби не го следеле сонот поради таква работа. Кој е типот да заработиш од македонската музика? Сега нормално треба да градиш име и да бидеш некој за да те повика, ама има ли настапи, има ли начин за да се премине у една професија кај што не можеш да бидеш зависен од, не знам, од фирма и од 9 to 5 job или нешто такво. Значи, сакам да кажам да стекнеш една средина каде што можеш да се основаш само на музиката што ја работиш. Види, да, можеш да разработуваш од музиката, иако си во Македонија, иако мал број на луѓе. Ова нека светка, иако си во Македонија. Да. Иако сме мал број на луѓе овдека, може да заработуваш од музиката. Меѓутоа, ако правиш музика што публиката ја бара, а не тоа што ти сакаш, ако следиш трендинг, ако евентуално, како што кажав, ако бара самата публика, тогаш можеш да заработиш од музиката во Македонија, барем според мене така. Сега, ако некој друг си има свој модел во тоа како си ја определува заработката од музиката во Македонија, нека си изнесе свој став, ја мојот си го изнесам како јас сметам дека е. Затоа што реално јас како хип-хоп, може да се каже артист old school, во денешно време не толку е ценета тој бранш на музика, затоа што се цели повеќе трендингот, односно трап музиката. Пред некое време владееше и дрил, али претежно владее трап музиката, каде што малце е вмешани поп светот, односно поп трап се спојува заедно. Некои по-модерни смерови. Модерни смерови, да. Нормално е како што еволуира човекот, еволуира и музиката и секој дранш оди напред. Мислам, која промена било, не знам, како дете кога сме слушале некоја музика до денес како изгледа сцената општо, мислам, со артисти и се тоа. Значи една еволуција кај што не може да се спореди едното со другото, односно и ние имаме некој си, како да кажам, некој заслабен рефлекс од тоа скролање од шортови и така натаму. Значи ни треба, немаме фокус на внимание и тие песни, например, што сум ги слушал, да речеме 2005, 6, 7, 8 година, сега да ги пуштиш ти се како ту майнстрим, едноставно ти треба песна што, не знам, не зборам за мене, генерално зборам, значи толку умот ни станува брз што дај нешто ново, Да, фокусот ни е изгубен општо на сите. Мислам на оваа генерација на луѓе и затоа и музиката еволуира во тој смер. И тоа не е дека некој треба да се обвини за такво нешто, него едноставно живееме во такво секојдневие кај што се оди брзо. Секако. Кажи ми само, видов сега нешто пуштање музика, диџеј, детски забави, игротеки, соработки. Како се снајде во тој дранш, како влезе во тие води и како уствари
едноставно еве ти преминува тоа да биде професија за тебе. Пуштањето музика или како и да го декларираме, како да го кажеме едноставно DJ со еден збор. Па многу јасно, да, вака сега со диџејството, sometimes DJs. Јас не дека е нешто професионал, уште сум почетник, уште осознавам некои работи. Исто за тој бранш на да кажеме животен пат, исто ми помогна DJ Bono, кај што си седевме заедно и буквално игравме сони кај него дома во студио. Браво DJ Bono. И ми предложи, вика, зашо не почнеш, вика, зашо не пробаш да бидеш диџеј, зашо не пробаш да пушташ Да, музика? ти отвора прилика едноставно. Да, Ти многу вика, јасно. еве ти на тацна, почни ја работава, тоа е тоа. Секако. Само усовршување и готово. И реално ми помогна за таа работа исто он. И сум му премногу благодарен за тоа, затоа што ми отвори нов пат во животот, во кој што можам да се вивнам во него и реално прекрасно е она чувство кое се разбира, работиш со деца, окружен си со позитивна енергија. Да, нема Ја како тренер можам да го потврдам тоа, да. Да. Нема некоја негатива да влие околу тебе, се ти е позитивно, се ти е радосно, меѓутоа има и моменти кај што сега не можеш да се справиш со некои деца, меѓутоа не сме сите исти, па макар и било мало, било големо. Да, нормално. Секој во крајот на денот и самиот ден не им е на сите погоден, така да не можеме да осудуваме било кого за тоа каков ќе биде денес или како ќе се чувствува денес. Да. А околу диџејството реално искрено ми помогна, и сум му преблагодарен за тоа. Пробав, еве, почнав веќе месец и пол, па може да кажем и 2, како што по детски родендени. Тезгите ми ги наоѓа он. Не можам да кажам дека нешто сам сум нашал или па ми се отворила прилика за сам да се пробијам некаде. Уште сум преку него, уште сум, односно сме продукција Скуску, каде што сме повеќе диџеи, вклучувајќи си и себе. Имаме артисти, имаме битмейкери, имаме и женски диџеи. За тие што... Кога сме веќе кај тоа, кажи ми, кој е твоето мислење за македонските артисти во рап сцената, во трап сцената, во хип-хопот? Какво мислење имаш за тоа? Како се движи кај нас тој стил на музика? Во смисла на од хип-хоп, олдскул до трап сцена, Значи, или? правиме муаветот да не именувам луѓе сега, ама значи од оноа од бум-бап рап, па се до трап, до модерни стилови, до копирање на тајландски трапови, на не знам што и свашта нешто. Па, релативно, јас би кажал, ако веќе целиш на нешто да работиш, а тоа е да ствараш музика, стварај музика, она што ти лежи од срце и од душа, не музиката да ја форсираш и музиката ти е едноставно кажано окупација со која што ќе правиш нешто за да заработиш од неа и на крајот од денот и да работиш со полна душа и со полно срце, да ја работиш она од кај што си почнал, односно еве како јас old school артист, ако го работам тоа со душа и со срце и со љубов, и од тоа ќе има заработка, верувајте. Ако не лажираш нешто што не си да презентираш на Да, многу такви примери има, не знам, Смоке Мардаљано, пример, човекот со old school, а мислам до каде е стигнат, не постои човек што не го позна. Да. И затоа и верувам дека постои начин за да го пласираш она што тебе ти се допаѓа, а не треба да бркаш за да бидеш допадлив. Сега можеби на некого па едноставно му се допаѓа некој стил, едноставно не може да бидеш ти по сечи вкус, тоа е нормална работа. Јасно, да. Секако дека ќе се најде човек што ќе рече што е овој за нас, што е таа музика, ми пречи, ми не знам што, дрога, пари, кучки, вау и така натаму и така натаму. Ама едноставно на некој му се допаѓа. Сега да не речем помладата генерација,
возачка дозвола, гепек звучка и мислам тоа нешто е вау, текстот кој го слуша, вика нека рока нешто, тоа е тоа. Битно е во денешно време да вози битот, односно да инструменталот да вози. Генерално во денешно време не се ни слуша текстот кој што кажавте. Текстот е најнебитен, зашто се пее и да влезат на само добра вожња и тоа е тоа, да. А кажи ми, имаш ли некое хоби освен музиката што гледам си наклонет максимално према тоа? Како го поминуваш слободното време, ако уопште имаш слободно време? Па, што ти е под наводници хоби? Реално хоби моментално немам, имав порано, односно цртав нешто, се звркав. Сега релативно кој што кажавте вие, и немам време за хоби затоа што од работа се дешава Вие професионалец? Зашто се дешава да од работа, кај што работам, плюс од ова што е со музиката, од работа се дешава да додам или до студио па да заглавиме до 4 часот са бајле да се снима нешто или тоа се смета како работа на себе, мислам, нормално. Да. Ако си веќе во нешто, ако не напредуваш, ако не одиш напред, која е логиката, мислам? Како ќе очекуваш нешто подобро? Ако садам патличен, ќе се роди патличен, нема да има грозија. Тоа е мојата. Да. Или пак од работа што ја работам за да заработам, за да нели снимам и за да заработам да си купам некоја опрема без разлика дали е било миксета, дали било микрофон или не знам ти што. Се дешава таа работа да после имам детски роден ден како диџеј. Релативно кога ќе дојам дома, времето го користам да се стуширам, да јадам, па и да повежбам ако ми дозволи времето на миксетата. И релативно се легнува и се спие затоа што... А сега тоа повежбам, кога го спомна и мене одма ми текна, животот го имаш поминато во боречки вештини. Дали нешто станало, освен дисциплината во секојдневието, тоа е нормална работа, тоа никогаш нема да дојде во екстинција, ама дали нешто останало од боречките вештини, некад да ти вика, чекај ќе се вратам на некој тренинг, нешто, не знам, ми фали фокусарче, вреќа. Па, релативно секој ден ми е мене тоа во глава и секој ден ми фали тоа, реално да ви кажам, затоа што не се малце години поминати во боречките вештини кои што ги поминав. Релативно сум уште од многу мали нозе, знаете и вие. Кога бев едно, така кажано, дете, односно, па не може да се каже ни дете, ѓуле до кога дојдов. Ама и тогаш со марама беше, значи мислам дека има една слика што ќе ја ставам овде во видеото, со марама, со панталони до земја и оној стил 50 Cent како што излезе со Фубу фармерки од 96-та. Значи у тој стил дојде. Дојдов као ѓуле, се издигнав до човек до кој што денес сум, односно благодарение на вас како тренер, кој што ми пруживте дисциплина пред се и респект према и повозрасни и луѓето кои што ме обкружуваат, односно кои што треба да се целат и почитуваат. Релативно да, ми фали и фокусер, ми фали и борба, ми фали и пред некое време ви кажав дека би сакала еден ден да влезам, да се isforцирам максимум колку што можам да истренирам неколку тренинзи за да еден ден, така кажано, влезам во кафе затоа што тоа ми е животна желба. Зашто не би мислам? Да. Реално, кога веќе ќе постои таа опција од, да не речам нареден месец веќе и кафезот во клубот ќе ни биде готов и ќе си правиме клубски турнири кај што едноставно ќе можеш да се оствариш како борец таму за еден месец, не е некој период за спремање. Да. Ама па и клубот постои 4-5 месеци, така да, како што кажав, клубски турнир, нема да бидеш со Васо Бакочевиќ или со, не знам, со Бојковиќ или... Значи, клубски турнир, секој ќе има шанса за свој настав. А кажи ми, Дарко, освен рап, трап, хип-хоп, дали ти интересираат други жанрови и дали си пробал или не знам, вокалните способности те попречиле, си кажеш, каде е ја, што можам, не сум Шабан Шаулич? Па не, релативно да пробам да творам такво нешто, не сум пробал, меѓутоа си слушам секако вид на музика, се што е на квалитет или као што моментално у позадина е, да, врска. Добра, некоја свадба има тука и затоа е тоа, така? Се надевам нема копирајт да ни лапне сега заради ова. Али ајде, или Ѓоко Јовиќ или некој ќе се договориме, комшинска база. Да. И релативно слушам секако вид на музика затоа што ако слушаш константно рап, би ти сметало на MC-то, според мене,
вака слушај било каква музика што е квалитетна. Не се обврзувај да слушаш само еден стил на музика затоа што значи рапер и Митар Мирич слободно може да го слушат. Слободно. Да, не е никаков проблем. Не значи ако си рапер дека не треба да почитуваш. Да ја развиваш музиката, музикалноста да. фактички. Да, те сваѓам што сакаш да кажеш. Значи музикалноста потекнува од тоа што слушаш повеќе жанрови и едноставно така се развиваш и ментално и правиш еден склоп кај што едноставно можеш да, како да кажам, слушабилна песна, не знам збор да одберам за тоа, да. А релативно дали се пронаоѓам во друг стил на музика, да, реално зошто да не би и зошто да не би пробал нешто ново и од мене да искочи. Баш пред некое време седнав и се запознав со една наша поп артистка. Се овако од таа страна ги дам ти води. Префрли се, малце шейкинг има, али нема веза. Зашо више рамото ми стана бетон. Да, вака добро е? Добро е, Супер. одлично. И пред некое време седнав со наша една поп артистка Тамара Волчевска, која што ме праша дали сум отворен за соработка, и кажав дека сум, па во иднина ако испадне нешто, може и да се Некоја да се склопи некоја соработка. Да, па бевме во план некој поп рап стил да се изведе за тие што знаат, односно во стил Како пола или она да влезе на рефрен нешто? Па во смисла као порано ако Еминем се Ријана, сеќавате, тако нешто. Еминем Ријана или па нашиве кои што беа Врчак и Тамара Тодевска. Тамара Тодевска, да. Да, во тој некој стил. Реално зошто да не би пробал нешто ново, па ако ме бива и тој бранш ќе го целиме. Нормално е, да. Дали си пробал некогаш некој инструмент и дали ти оди инструмент за свирење или едноставно се пронајде со миксетата и најде дека тоа е нешто за тебе? Па не, релативно тапан и тарабука сум неприкосновен. Кој сака да го кажи може и изненадувачки ќе биде. Кој бил навивач? Да. Може изненадувачки ќе биде за публиката што ќе го гледа видеото, меѓутоа тапан ако ми даде и тарабука, очекувајте дека сите пари ви се собираат. Тука нема што, нема каква хармоника, бе, каква гајда, каква зуба. На тапан све ќе иде парата. Имаш ли некои лични предизвици или како да го склопам прашањето? Када се гледаш едноставно во иднина, што ти се предизвиците? Мораш да имаш еден бизнис план под наводници, значи каде ќе бидам наредниот месец, што имам план, ќе ја купам таа миксета или не знам, ќе направам собствено студио или ќе терам вамо или каква ти е идејата за иднината? Па, идејата за иднината ми е реално да створам пред се капитал, затоа што уште сум млад човек. И сега е моментот кај што ќе се ствара капитал и кај што ќе се ствара за утре, кога ќе дојде денот, нели, да створиш нешто свое, односно семејство, да имаш и ти и твоите деца и сопруга. Релативно тоа ми е во животот мотивација за да повеќе работам и ван тоа што ми е како работа. Без разлика што за мене секоја работа си има своја тежина, меѓутоа работата како работа, ако сакаш да создадеш нешто, ако сакаш да создадеш нешто свое, мораш да се бориш без разлика на се и да ствараш нешто за во иднина, да имаш реално месец за месец немам нешто во планови што би правил и како би правил. Затоа што, воопшто и не планирам ништо во животот, затоа што све што сум испланирал, све било жива вистина, да. Ѓаволчето да не те слуша ако планираш ново. Да, све што сум испланирал во животот, све пропаднало, така да живееме од што се вика од денес за утре. Не во буквална смисла да живееме од денес за утре, денес правам, утре трошам, меѓутоа ништо не се планира пред време, затоа што, кој што кажавте вие, да не те слушне ѓаволчето. Да. Кажи ми, дали имаш у план соработка со некои артисти, можеби надвор од македонската сцена? Не знам, Србија, Босна, некако, ако имаш остварено контакт, дали би сакал да направиш соработка со некој? Или ако е нешто што не сакаш да го откриеш
сега во ова видео, ако е нешто што сакаш да биде бум, можеш да кажеш само немам одговор на тоа прашање и тоа е тоа. Па, релативно може да се очекува соработка, да, со човек што е од Србија, меѓутоа живее во Америка. Не би да откривам само кој е, за кого станува збор. Нека се очекува публиката, толку имам да кажам само за тоа. Зашто ова е пред сега почнав како фитнес канал, мада сега си терам со влогови што правам дома, како реновирам и така натаму да не должам многу. Ама пак би те прашал кога се грижиш за сопственото здравје и дали имаш еден ментален склоп кај што и чеке треба да јадам здраво или не знам бројам калории. Па релативно за своето здравје во последен период не можам да кажам дека многу се грижам, затоа што таква ми е врската, таква ми е работата. Се јаде нормално фаст фуд, али во послободно време На брзака, на нога. Да. Во слободно време многу кога имам можност пазам на исхраната, шекери не внесувам воопшто. Породен ден кога идам сега со диџејство за тие што ќе го гледаат ова видео, да знаете дека торта не јадам. Економичен диџеј, значи нема трошоци околу него, пушта музика и тоа е тоа, уживаш. Само на вода сме, претежно на вода. Ако сме многу трошаджи на места кај што пуштаме музика, релативно се знаете дека сме само на вода додека работиме. Алкохол не преферирам многу, затоа што релативно од вода поубаво нема. Сок може да се испие, меѓутоа зеро обавезно. Исто да нема никако шекер. Може да се испие се една чаша, две од газираните пијалоци во кој што е вклучен шекерот, али шекер преферирам да внесувам преку природни шекери, односно преку пари едноставно, Да. преку пари да земам витамин Б, С, се што ми треба околу парите и така, тоа е тоа. Кажи ми сега за крај, дали може само еден фристайл да слушнеме? И со тоа би го затворил овој, како да кажам, не е подкаст, него еден разговор на отворено небо. Па може, зашто да не. Да ми господаря, работа ми основа, ма рапот го оставам ја сега на смртна постела, па нема да премолчам, а ни простувам, просто нов текст се ставам и ќе го постапам. Ритам и рима, просто бирам, флоу студирам, остали ги оставам да подзинат, одинат, секој текст кој те сега го репетирам, бит рекетирам, ко див звер ќе ве искинам. Сега со мене и текстот мисли брат, во рапот сум дел психодел, гад, шахмат. Јако. Тоа беше Дару Скул, а ние се гледаме во наредно видео. Чао! Поздрав, легенди.